Ова е рутинска работа, за 5 дена, нема простор за плашење и му препорача операција на байпас. Кој доктор го оперираше? Жан Митрев. Кај жените Сарагинова отидовме по препорака на едно од семејствата кои што биле третирани со ковид третман со хемофилтрација во болницата Жан Митрев и бидејќи не разменивме детални информации, мислевме дека не упатуваат кај уште една жртва на ковид лекувањето. Но излезе дека ова е една сосема поинаква приказна, сосема различен случај, кој вклучуваше и финансиска измама. Саша Сарагинов во клиниката Жан Митрев дошол со благо запушување на срцето. Операцијата воопшто не била итна, без неја ела пандемија, но докторот препорачал веднаш да се направи байпас, но по операцијата Саша Сарагинов не се буди од кома. Кога влегов прво во собата, го барав со поглед по креветите. А сум стоела до него. Не можев да го препознам. Никогаш нема да го вратиме. Таков како што беше. Мозокот е многу настрадан. Многу како атомска бомба да пукнала во него. Неговата сопруга добива информација дека се случиле некакви компликации и чекале 21 ден хирургот кој го оперирал да дојде и да се соочи со семејството, да им каже што се случило. Значи 21 ден мојот сопруг немаше диагноза. Крварење од коска, екстракорпорална интервенција од допир со силиконот, од анестетикот. 2 анестезии една по друга. Која е вистината? Нивниот прв контакт ќе биде дури од како таа ќе го пријави во Фондот за здравство и во Државниот санитарен инспекторат. После представката од фондот ме повика Жан Митрев. Мислев ќе разговараме нешто за состојбата на сопругот, меѓутоа не беше тоа. Беше погоден од представката што сум ја напишала до фондот. Дека ќе го казнале 5000 евра, дека сум сакала зла крв да падне. Така беше у тој стил и после тоа така едно резиме и си размислувам зошто ме повика. Не знам. Сарагинова до институциите ќе бара да се испита како бил лекуван Саша Сарагинов и како останал во вегетативна состојба. Но и зошто болницата ја натерала самата да се купи скап лек за кој тврделе дека фондот ќе ја рефундира. Таа се шокирала кога видела дека лековите не биле наведени во отпуснато писмо, документ без кој не би можела да биде рефундирана од фондот. Доктор Емил ми рече дека со бајлината на визита некој од докторите предложил да му се дадат имуноглобулини и јас му викам, па добро, дајте му. Рече, да, ама ти треба да си ги купиш, да ги донесеш. Добро. Истото тоа го направив. Нареден ден се снајдов некако, ги купив и ги однесов. Колку чинеа? Чинеа 513.000. За случајот на Сарагинова, која била натерана да купи лек од 9000 евра, се уште нема разврска. Тоа што фондот го констатирал е дека тој лек, според договорот кој фондот го има со Жан Митрев, болницата морала да го набави самата, бидејќи болницата е должна да ги сноси трошоците доколку при нивните операции настанат компликации. Очигледно е дека болницата Жан Митрев сакала да ги одбегне овие трошоци. Не тука. Каде ќе се влезем? Ајде, сме.
Браво! Сашко сум јас. Значи, ние видовме дека вие сте ги казниле, а реално не знам дали претходно имало такви активности од страна на другите директори. Не, вака казните се не се тоа казни. Ке Жан Митрев, да почнеме со Жан Митрев. Да. Имаме сектор контрола, кој што бил и утврдил неправилности врз база на неправилностите. Делот на доместокот кој што требало да им биде платен им е storniran, бидејќи тие услови ние ги сметаме дека не се извршени. Како не се извршени? Или погрешно диагностицирани. Или погрешно диагностицирани, да. Трагичниот случај на Жанета Сарагинова ќе го однесе ова истражување во една сосема нова насока и ќе откриеме дека вакви злоупотреби се случувале години и години наназад. Во 2019 и 2020 откриени се 113 случаи на лажно фактурирање поскапи операции од реално извршените. Целта била од фондот да се наплатат повеќе пари од потрошените. Кога сте ги правиле тие контроли во Жан Митрев, какви прекршоци најчесто сте констатирале и кои се казните кои што се ги изрекли? Последниве 3 до 4 години или каде што 3 години функционираме во ковид пандемија, утврдени се прекршоци за кои што се извршени записници и изречени казни. Една е поголема, а тоа е изречена 1.540.033 денари. Зашто станува збор? Станува збор за тоа што Жан Митрев во тој период изведувал интервенции за ставање на фистули за вршење на диализа. Работата е што во првиот период Жан Митрев немаше случајно договор за такви интервенции и утврдено дека тој ги ставал фистулите, а не наплаќал интервенции кои што се однесуваат за операција на крвни садови, како што се вени и артерии, големи операции со анестезија, кои што се ми повеќе од 10-кратно поскапи. И тука едната работа е што на Жан Митрев им се скратени тие пари, значи Жан Митрев ги вратил назад парите кои што ги наплатил за тоа, бидејќи немал право да ги наплати. И после за врснува на тоа изречена му е казна. Освен фондот, контролите покажале дека тој се обидувал да ги краде и граѓаните, со цел да заработи повеќе. Жан Митрев на пациентите им наплаќал дополнителни услуги, иако државата за тоа веќе му имала платено. Првите вакви злоупотреби се регистрирале уште во 2011 година. Болницата минувала само со благи казни или опомени, а Фондот за здравство или Министерството за здравство никогаш јавно не соопштиле дека овие работи се случуваат. 10 години се дозволило да се продолжи со праксата на клиниката да го краде фондот и да ги краде пациентите. А што очекувате од институциите? Имате ли некаква надежда дека нешто ќе постапат? Очекуваме од фондот да истера работата до крај. Значи, без поддршка на фондот и на нивните совети, немаше да стасаме до тука. Факт е. Од другите институции, инспекторатот, Министерот за здравство, Лекарска комора? Не сум се обратила. Оти мислам дека лекарските грешки тешко се докажуваат. Скоро мислам невозможно.